Условите кои Дуј ги постави за влез во една влада не им се допаѓаат ниту на ВМРО ДПМН, ниту на СДСМ. Условот на Али Ахмети според кој едната влада би се избирала со Бадентерово мнозинство, доколку некоја партија коалицира со нив. За лидерот на СДСМ е обид за собирање политички поени. Министерот за надворешни работи пак му порача на Ахмети дека се уште живее во времето од пред 20 години и со ваквите политики долго ќе се седи во опозиција. Гледам, кажал ја расторил Југославија, ако мислите дека вака ќе растори Македонија, може да му порачам дека немам помени на овој начин. Мислам дека господинот Ахмети уште живее во фолклорот од кога прв пат има земено учество во владата од 2002 година. Помината се многу години, повеќе од 20 години од времињата во кое што е заглавена неговата свест. Може би длабоко во себе знае дека сите овие работи за кои што зборува се нереални, но очигледно се чувствува дека му е стеснет политичкиот простор и нема друга тема на која што може да дискутира. Јас не верувам дека има во оваа држава млад македонец, албанец, турчин, ром, влав кој што верува во сите овие работи. Јас знам дека нашите граѓани очекуваат да обезбедиме подобри услови во делот на стандардот на живење. А овој политички фолклор е фолклор кој што потекнува за период кој што е од пред 20 па и повеќе од 20 години. Не е време кога Ахмети е во позиција да поставува услови. Треба да се фокусира на реформи во партијата, ценат и политичките аналитичари. Ние повеќе пати сме биле сведоци на ваков обид за ревитализација на еден политички наратив на Дуј, Охридскиот рамковен договор, Зелената агенда, ПСЕЙО, кампањата за албански премиер и така натаму. Така што ова може да биде некаков политички маркетинг за Дуј да има нова голема политичка приказна, но нивното тврдење е малку посериозно. Тие тврдат дека албанците повторно не се чувствуваат добро во оваа држава, дека повторно се чувствуваат како гости во сопствената држава и дека овој договор е неопходен за да се реафирмира унитарниот карактер на државата и фактот дека македонците и албанците во Македонија сакаат да живеат заедно. Тие две причини заедно се причината зашто оваа иницијатива кај најголемиот дел од македонските партии, но и кај дел од албанските партии беше дочекана на нож. На денешниот состанок на Генералниот совет, Дуј ги избра претседателите на своите ограноци. Од партијата вечерва одбија да ги коментираат реакциите на Моцунски и Филипче. Габриела Лескова, Сител телевизија.